2020 година имаше повик од British Journal of Photography за портрети на човештвото. Фотографијата In the Name of the Tribe или Во име на племето од две сурма деца беше селектирана една од 200 фотографии од целиот свет да биде испратена во Вселената со посебни бинарни кодови и да продолжи да патува до бесконечност или се додека некоја друга цивилизација не најде на тие фотографии, на тие 200 фотографии и да ги дешифрира, а пораката што ја носат е порака на мир и обединетост на човештвото. Прво од племињата кои што ги посетив беше Мурси племето во Омо долината, едни од најагресивните, да речеме, племиња, а најзлогласените. Тие имаат толку се непокорни, што дури самата влада на Етиопија си има комплетно откажано од нив. Некои моменти секој пат се тука со мене. Моментите, пример, на глад, така да некои работи не можат да се заборават и е тешко. Подсвесно се секој пат тука, но те прават многу приземјен човек. Самата Африка. Јас кога се враќам, секој враќање од Африка, јас се чувствувам дека се враќам со огромно богатство. Тоа е богатство, знаење. Имам се повеќе и повеќе знаење за различни култури, за различни традиции, народи. И тоа ми овозможува сепак да бидам поприземен како човек и да ги ценам работите кои што имаат вистинска вредност. Тие живеат во некоја многу интересна хармонија со самата природа, доколку разговараме за сурите. Тие ги земаат камчиња кои што ги наоѓаат во примерна земја, ги кршат камчињата и потоа ги користат за да се цртаат. Користат пример продукти, цвејкиња, рогови од некои животни за да се декорираат. Да ја покажат и својата убавина, но сепак тоа е дел од нивната култура и традиција. Тие се љубопитни на мене, од причина што имам доста посветла коса, сум премногу бела за нив. И така да сакаат да те допрат, да ти ја допрат косата, да те допрат, да те, мислам, телото, рацете, а посебно стално е косата. Работам на плюс 50 степени, дојдовме во ситуација и никаде што немавме вода за пиење. 2 пати до се имам заглавено, без да имам вода. И тогаш ги разбираш некои работи, кое е значењето на некои работи кои што секојдневно не обрнуваме внимание. Значењето на водата, на храната. Успеавме како човештво да слезиме 13 или 12 километри долу до Титаник. Успеавме да појдеме и во Вселената, а не успеавме да изградиме бунари во некои делови. И како тие племиња нема да изумрат? Се разбира дека ќе изумрат. Умираат од глад, умираат од жед. Кога доаѓам в Македонија, доаѓам да си го најдам мирот. Така да тоа е време за мене, да си поминам тука во Охрид и да го најдам мирот. После експедиции кои што се доста тешки, физички и психички, Македонија ми е едно склониште
за мир.